Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и премиерот на Чешката република Андреј Бабиш вчера го посетија транзитниот центар Винојук и имаа средба со чешките полициски службеници кои помагаат на нашата полиција на јужната граница. И јас сакам од моје име, од име на владата, од име на припадниците на Министерството за внатрешни работи да ви се заблагодарам на вас, господине премиер, и на граѓаните на Чешката република за помошта и поддршката која што ни ја давате до сега. Ние до сега имаме заедничка операција на обезбедување на македонско-грчката граница, веќе 26 контингенти на чешки полицајци се присутни на територијата на Македонија. И сакам да ја истакнам професионалноста на чешките полицајци, заедништвото, работењето, споделувањето на искуства, што за нас представува исклучителна важна можност да се јакнат капацитетите на македонската полиција. Наша полиција. Посебно сакам да истакнам дека владата на Чешката република со 4 милиони евра даде помош за јакнење на техничките капацитети на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија и во тој дел еден од најголемите поддржувачи на Македонија генерално. Од почнувањето на проектот за зголемена контрола и надзор на јужниот дел од нашата државна граница до 4 август оваа година, бројката ќе достигне 1054 чешки полициски службеници распоредени во 27 контингенти и ќе продолжи до крајот на 2019 година, односно до почнување на активностите за поголем надзор на државната граница со Фронтекс. Съм се научил zase plno věcí. Во операцијата Софија, која се однесува на борбата против криумчарите со мигранти преку море, особено во Италија, и можам да кажам дека имам одличен преглед, исто така посетив централата на Фронтекс, можам да кажам дека имам одлична перспектива, односно имам одличен преглед врз тоа како функционира работата со мигрантската криза која што почна во 2015 година. Ние како Република Чешка сме против било какви идеи за квоти и слични други модуси. Навистина сметаме дека со нашето присуство тука ја покажавме нашата солидарност во решавањето на оваа криза, бидејќи сепак вие останавте сами како Северна Македонија, и сметаме дека исто така, освен нашите полицајци за кои слушам само похвални зборови и на кои исто така им благодарам, ние понудивме, односно ви предадовме и финансиска материјална помош, која што секако дека ќе приложи и во иднина за спречување на било какви понатамошни ситуации. Владата и Министерството за внатрешни работи на Чешката република донираа материјално-технички и финансиски средства во висина од 4 милиони евра, распределени во 6 донации, заедно со последната донација во висина од речиси милион евра. Премиерот Бабиш ја потенцира одличната соработка меѓу двете држави, особено меѓу двете полиции.